Денеска го читаме текстот од Јован, првата глава, 19 до 29 стих. И додека го читаме, ќе ве замолам да станете. Ај малце седни, стани се покрена. Читаме Јован, прва глава, 19 до 29 стих. Вели вака. А ова е сведоштвото на Јован. Кога јудејците испратија од Ерусалим свештеници и левити за да го прашаат: кој си ти? И потврди и не одрече, туку објави: јас не сум Христос. И го праша: кој си тогаш? Илија ли си? И рече: не сум. Пророк ли си? И одговори: не. А ти му рекоа: па кој си? За да им дадеме одговор на оние што не испратија. Што велиш за себе? Тој рече: јас сум гласот на оној што вика во пустината: израмнете го Господовиот пат, како што вели пророкот Исаија. А испратените беа од фарисеите и го запраша велејќи му: зошто тогаш крштеваш, кога не си ни Христос, ниту Илија, ниту пророк? Јован им одговори и рече: јас крштевам со вода, но меѓу вас стои еден, кого вие не го познавате. Тој е оној што доаѓа по мене, кој беше пред мене, кому јас не сум достоен да му ги одврзам ремењата од обувките. Ова се случи во Витинија од таде Јордан, каде што крштеваше Јован. Утредента Јован го виде Исус како доаѓа кај него и рече: еве го јагнето Божјо, кој го зема гревот на светот врз себе. Амен. Повелете, седнете. Добре дојде, благослов и среќна нова година, тие што дојдовте малце покасно. Ќе се видиме после, ќе се гушкаме, ќе се честитаме, но сега продолжуваме понатаму со темата за Јован Крстител. Јован Крстител е важен аспект на Христовото евангелие. Всушност, евангелието за Исус Христос почнува токму со ликот и службата на Јован Крстител. Ако читате дел од евангелијата, например во Марко, или во Марко, мислам дека беше, во Марко вика почетокот на евангелието за Исус Христос. Беше еден човек по име Јован Крстител и така натаму. Јован Крстител е почетокот на пораката за Исус Христос. Црквено, според црквената традиција го нарекуваме претеча. Тоа е зборот кој се користи. Претеча значи некој кој претходи пред Исус. Секој адвент Јован Крстител е една од темите кои се обработуваат, бидејќи е суштински дел од Божјото делување, непосредно пред раѓањето на Исус, припремајќи го патот на Исус. Евангелистот Јован ни кажува дека ова е сведоштвото на Јован. Кога го праша Јован, вели ова е сведоштвото на Јован. Зборот сведоштво е грчкиот збор мартурео. И тие што знаете малку англиски, martyr, ќе знаете дека на македонски тој збор се преведува како? Како? Маченик. Ова е мачеништвото на Јован Крстител. Сега во тој момент Јован Крстител не бил измачуван и убиен во тој даден момент, но толку често сведоштвото на христијаните во историјата завршувало со прогонство и смрт, што самиот збор мартурео, кој всушност значи сведоштво, го променил своето значење. Мартурео веќе општо се преведува како мачеништво, како умирање за одредено верување. Подоцна ќе видиме дека во самиот збор има едно подлабоко значење. Јован има сведоштво кој и денес јасно зборува, а чие сведоштво почнува со прашањето кое е упатено кон него. Како што ви ветив, оваа проповед ќе биде на едно многу важно прашање. Ќе биде базирана на едно многу важно прашање. Тоа прашање не е што знаеш ти, Јован, за Месијата, де поучи не нешто, или кога го праша Јован, не го праша што сакаш ти да кажеш уствари, која е твојата порака, туку прашањето кое му го упатија на Јован беше: кој си ти? Кој си ти? Кој си ти? Што ќе одговориш ти денес на ова толку навидум едноставно прашање? Кој некој ќе те праша: а кој си ти? Што ќе одговориш? Ова е многу, во одредена мера е многу тешко прашање. Што ќе одговориш на прашањето: а кој си ти? Јас сум музичар, јас сум пекар, јас сум... Кој си ти?
кој си ти? Кај Јован Крстител дојдеа оние кои управуваа со земјата, дојдеа фарисеите, садукеите, левитите, дојдеа пратеници од религиозната и извршната власт и го прашаа Јован, кој си ти? Јован да беше малку поамбициозен, да имаше некаква амбиција Јован. Тоа беше совршен момент да го искористи ова прашање да каже, па јас вас ве чекав уствари цело време да дојде да ме прашате кој сум јас. Кој си ти? Кој си ти? Ќе препознаеше тоа, да беше амбициозен, ќе препознаеше дека тоа е моментот кој треба да се искористи. Луѓето веќе го гледаа како пророк, Јован веќе беше утврден како пророк, не беа најасно кој е Јован на вистина, ама гледа дека нешто важно се случува, но доаѓаа кај него, бидејќи во него гледаа еден пророк, како еден од оние пророците, од старите, од кои читале во Библијата многу порано. Читале за некои стари пророци и го гледаат Јован, овој многу потсетил на тие старите пророци. Па и малце налудничав како Исаја, пророкот Исаја. Пророкот Исаја, ако читате, ќе видите дека 3 години, шетал низ Израел на долен веш. Имало неколку месеци каде што лежал на едната страна, па после лежал на другата страна. Старозаветните пророци биле малку, кои ќе видите у појава и кажете, окей, што има овој да ми каже за животот? Но го прашуваат Јован, кој си ти? Прашање кое верувам дека е се присутно. Сака ли ние да го слушнеме тоа прашање или не? Кој си ти? Кога сме деца, се сеќаваме како мал, секогаш ме прашува што сакам да бидам кога ќе порасна. Тоа беше главното прашање. Што сакаш да станеш кога ќе пораснеш? Се поретко го слушам тоа прашање, пошто најчесто одговорот на тоа прашање за децата е јутјубер или нешто тој стил. Кога бевме тинејџери, веројатно тоа прашање најмногу харани стаа демографија и тоа може да се види по стилот како се облекуваат, како се понашаат, пошто прашањето кој си ти, кога си тинејџер, тоа е најважното прашање кој постои. Јас кога бев тинејџер, може да ме видите во етапи. Сега, морате да сватите дека јас кога бев тинејџер имаше интернет, ама немаше многу у стилот Google, немаше ништо тоа. Туку базираш се што ти си, се што знаеш, базираш на слушнала казало, си разбрал нешто, не си разбрал. Така да јас додека бев тинејџер во средна школа, слушнав дека джезерите, пошто јас бев джезер, тоа беше мојот идентитет, друга музика не сакав ни да слушам, слушав музика без зборови, тоа беше мојот идентитет, музика без зборови. Има зборови, не слушам таа песна, мора да биде музика без зборови. Но слушнав дека джезерите носат джемпери. Јас волно не носев цело време, тоа е таа. Джемпери кај да најдев, дури ги натерав мајка ми и двете баби да ми исплетат джемпер кој беше долг до тука. И уште си го чувам тој джемпер и го носев. Беш као некој, не знам што бев таму, некој страшило. Како и да е, али тоа ми беше идентитетот, тоа беше најважна работа. Видите, младите до тука шишки, не гледат ништо, али тоа е идентитетот. Кој си ти? Кога ќе станеш млад, кога ќе излезеш од тинеџерството, сакам да кажам дека тоа прашање се реши кога излегов од тинеџерство, но дали навистина тоа се случи, дали го решив тоа прашање? Мислам дека тоа прашање доживеа една трансформација, на преобразба кај мене. Од површинската и отворена и видлива за сите битка која имав преку мојот имидж, дури едно време имав и долга коса, тоа беше голема грешка. Таа битка и тоа прашање премина во едно внатрешно прашање. Но на тоа прашање му се придружи и други прашања, за да не биде досадно. Тоа се прашања кои во рани 20 години ги прикриваме со ново добиената слобода, кога сме рани 20 години, имаме на нова слобода некоја, имаме енергија да правиме што сакаме. Никој не може ништо да ни забрани, тоа е тоа. Си правиме што сакаме, ако имаме работа, имаме ресурси, или ако доаѓаме од окей семејство, имаме и ресурси да правиме што сакаме, патуваме, се журкаме, студираме, се дружиме и некако во позадина не јаде тоа прашање, но некако зафатени сме со куп работи, па не го слушаме толку гласно и постојано тоа прашање. Ама тука некаде во позадина стои. Но во втората половина на 20 години, веќе почнало тоа прашање пак да излегува на површина и почнало да не притиска. Сега на еден друг начин. Но сега притисокот на прашањето е попрено со анксиозност, со тоа колку и што сме постигнале до сега во животот,
и мислиме дека животот ни бега од раце, го испуштам животот, леле, овие моите пријатели до сега постигна многу повеќе од мене, кој сум јас, што ќе направам сега јас, кај ми е кариерата, што се случува, кај јас уште сум сингл, до кај ќе терам ја вака, што е проблемот со мене, анксиозност. Гледаме наоколу и се прашуваме што се требаше да постигнеме до сега. После 30-тите години, тоа прашање повторно останува да виси и зависи од нашата ситуација. Сега имаме луѓе во 30-тите години кои имаат 5 деца и луѓе во 30-тите години кои абер немаат со брак и сишто оно или работа, кај да се наоѓаат, но зависи кај се наоѓаме, зависи од нашата ситуација, ни носи различни притисоци. Доколку сте во брак, имате мали деца, ќе размислувате и за кариерата, и за ресурсите што ги имате. Сикате, како ќе преживееме ние тој живот, човече? Како? До кај ќе одиме? Или кариерата? Значи, со малеве деца ми се јаде времето, не може да напредувам во кариерата. Кога ќе напредувам? Кога ќе изградам јас нешто за мене? Значи, да се почекам деца да пораснат, тоа кој знае кога ќе биде. А ресурсите, каде понатаму? За притисокот, ако не сте во брак, добивате притисок за брак. Леле, времето ми поминува, што ќе правам јас? Кога деца? На 50 години ќе имам. Кога? Динамиката во друштвата на семејството се менува. Кај моите деца, например, кои моите деца ќе мислат дека сум јас? После 40-тите, 50-тите години имам многу малку искуство, затоа што сум рани 40 години, не знам како е во 50-ти години. Како и да е, верувам дека тоа прашање повторно останува, но доаѓаат други притисоци. Сега размислуваме за тоа, кој сум јас по прашање на наследството. На наследството кој го оставам после мене. Дали потомството мене, после мене, ќе ме разбере кој сум јас и ќе ме испочитува како што треба. Дали навистина ќе сватат што јас сум постигнал. Дали овие со кои работам и служам знаат кој сум јас и што сум постигнал јас. Дали ќе се препознае тоа што јас сум го оставил. Па почнуваме со муабетите за тоа кој сум јас бил. Голем дел од таа генерација зборува за кои тие биле, за да направат поента за кои они се сега. Јас во 20 години што се прави, затоа јас сум сега тој што сум. Кој си ти? Е прашање кој ќе те следи цел живот. Цел живот. Тоа не е прашање за кое само ти се бориш, тоа не е уникатно прашање за тебе. Тоа е прашање за кое се бори секој поединец. Секој поединец. Порано можеби тоа прашање се одговарало во контекст на семејството. Бидејќи во голема мера, ти би го следал занаетот на твојот родител или правецот во кој се движат и така натаму. Ама сега, ние растеме од 20 и 21 век. И филозофијата на 20 и 21 век се базира на сите Дизни цртани што ги гледаме за принцези и тоа го веруваме како основа за животот. А што викаат сите тие приказни за Пепелашка, за сите тие приказни што сме ги гледали? Пораката е една. Ти можеш да бидеш се што ќе посакаш да бидеш и кој и да посакаш да бидеш. Светот едва и те чека тебе. Едва и те чека да излезеш и да каже, леле, Живко, дојде, Живко сега ќе направи огромна разлика, затоа што Живко може да биде кој сака да биде. Живко е способен за се. Се што ќе ти посака срцето. Кој си ти? Денес прашањето кој си ти е реално едно од најактуелните прашања. Светот е заглавен во еден ќорсокак на идентитетските политики. Отворете малце социјални медиуми, вести, што е да е. Да ви кажа искрено, тоа прашање не е ни малку ново, туку е старо прашање колку и самиот човек. Идентитетските политики се стари колку и човечкиот пат во гревот. Самото искушение во градината на Адам и Ева не е во контекст на задоволство или поход. Знаете, кога плодот беше искушение за Адам и Ева, плодот не беше искушение за некакво поход или за некакво задоволство. Искушението беше во еден друг контекст. Искушението беше на здобивање идентитет, кој во тој момент им изгледаше како забранет. Им се брани да го имаат. Бунтовноста на Адам и Ева не е во афект и во некаков замес, туку е аспирација кон одреден идентитет.
Одговорот на Сатаната не е, ако го каснете плодот, ќе доживеете вакво или такво задоволство, туку неговиот одговор е, ќе станете како Бог. Кога каснете плодот, ќе станете, ќе добиете нов идентитет. Тоа е првата идентитетска битка на човекот. Тоа е првиот момент кога Адам и Ева се соочуваат со прашањето кој сум јас, кој сме ние. Всушност, сите тие идентитетски политики низ историјата во себе содржат човечката амбиција да се издигне име за себе, да направи империја за себе. Ја читаме приказната за Вавилон, Вавилонската кула. Човечката им амбиција во тој момент беше да се издигне на Божјо рамниште. Читајќи Вавилонската приказна, ќе разберете дека идејата на човекот не е градот кој се гради. Градот како град е град, нема никаков проблем. На крајот на времето, што слегува од небесата? Небесниот што? Не е небесната прашума, туку небесниот град. Бог нема никаков проблем со град. Но зошто човекот го градеше градот? За да си издигне име за себе, да го издигне својот идентитет на рамниште како Божјото. Читајќи целата историја, еден народ со друг вршеле истребување, затоа што секој народ сметал за себе дека само тие се комплетни и целосни човечки битија. Ако ја читате секоја античка митологија, дали е тоа грчката, дали е египетската, кој да е таа митологија, сите месопотамиски митологии ќе видите дека луѓето на кои припаѓа митологијата, да кажеме египјаните за себе верувале дека тие се единствените 100% човечки битија. Другите се полулуѓе, некој мешавина и затоа со другите не може да правиме што сакаме. И сикате, ама добро, тоа што го верувале многу оддавна, луѓето биле заостанати. А што мислите, на што се базирало нацистичката идеја? Што мислите ви? Хитлер за словените, за нас, сметал дека не сме комплетни човечки битија. Сметале дека не сме 100% развиени човечки битија. Затоа со тие луѓе може да правиш што сакаш и да не те гризе ништо совеста. Толку. Прашањето кој сум јас не води до идентитетска внатрешна борба, чии импликации никогаш не остануваат внатрешни. Разговорот, борбата за таа внатрешна битка, импликациите секогаш се надворешни. Јован е соочен со тоа прашање на врвот на својата кариера. Јован имал таа уникатна шанса да стане првиот инфлуенсер во тој момент и лайф коуч, да каже, окей, дојдете, сега ќе ви кажам како да го живеете животот, и да ги искешира сите тие придобивки кои му следувале како резултат на трудот кој тој го вложил. Тој вложил многу труд. Но Јован на самиот почеток расчистил со луѓето една многу важна работа. Јован пред да одговори на прашањето кој сум јас, кој тој е, тој тргнал со расчистување на препоставките и очекувањата на луѓето и одговорил на прашањето кој тој не е. Кога го прашале, а кој си ти? Јован кажал, чекајте прво да ви кажам кој јас не сум. Затоа што знам дека доаѓате со предпоставки. Мисконцепциите на луѓето Јован не ги храни. Луѓето го прашале и му ставиле 3 опции на располагање. Христос, пророк и Илија. Тие се 3 многу важни концепти во историјата на израелците. Доколку Јован е Христос, тој треба во тој момент кога ќе кажал да, треба да го постават за цар. Но, знаете дека Израел не е баш стабилен народ, не се некако нас, македонците, стабилен и тврден народ, туку ни се колебале, пишманиле, оно, од кај знаеш што ќе излезе? Јован кажал, не сум Христос. Го прашале, а дали си пророкот? Пророкот е некој кој Мојсей го најавува кога Мојсей се испраќа со израелците, најголемиот од Израел. Тој е најголемиот израелец. Тоа е Мојсей за израелците е Гоце Делчев, Крали Марко, цар Самуел, Киро Глигоров и сите тие најдобри луѓе што се. Кој? Александар Македонски, сите тие заедно, таму одиме ако треба. Сите тие во еден лик. Тоа е Мојсей за израелците. Све. Мојсей е се за израелците. И Мојсей најавува, после мене доаѓа пророк, како мене, ми вели, не го послушајте го. И они го прашуваат, ти пророкот ли си?
Јован вика не. Но го прашуваат и трето прашање. Го прашуваат, а дали ти си Илија? Што мислите, дали Јован е Илија? Видам, да или не? Не сте сигурни баш. И па Јован така реагира. Она што мене ме буни во целиот текст е дека Јован кажува не сум Илија. Дали си Илија? Јован вика не сум Илија. Во некои од другите евангелија сам Исус го нарекува Јован во духот на Илија, оно кој беше најавен во последната глава од Стариот Завет, како некој кој ќе дојде и ќе го припреми патот за Божиот помазаник. Ама може ќе кажеш, добро, може Исус тоа го кажува како некоја символика и така натаму. Ама видите како ангелот го најавува раѓањето на Јован. Во Лука 1 глава 17 стих вика, и тој ќе оди пред него во духот и силата на Илија, за да ги сврти срцата на татковците кон децата и непокорните кон мудроста на праведните, па да му приготви на Господа подготвен народ. Оди во силата и духот на Илија. Зошто тогаш на тоа прашање Јован одговора со не сум Илија? Има неколку опции зошто Јован би одговорил на тоа прашање на таков начин. Лажењето сметам дека не е опција. Мислам дека Јован не лаже, бидејќи животот на Јован покажува една друга негова особина. Всушност он не можел да молчи во кажување на вистината и уствари тоа го става негово проблем. Он е уопсен затоа што цело време ја зборува вистината. Го гледа царот Ирод како се вози со жена му на неговиот брат, кој тој си ја присвоил, вика, тој не смееш така да правиш. Он може слободно да го премолчи тоа, никој не го прашал. Он ја зборува вистината и затоа заглава во затвор и затоа му е отсечена главата. Значи, дали Јован лажал? Одговорот е не. Јован не лаже. Тоа што е прашањето. И, јас сметам дека Јован бил свесен за некои многу важни работи. Веројатно од работите со кои се соочил биле очекувањата на луѓето кои тој ги гласно, тивко ги гледал нивните тивки очекувања, базиране на нивните мисконцепции, недоразбирања, заветувањата и пророштата од Стариот Завет. Тој ги гледал луѓето како очекуваат нешто од него, го прашуваат тоа ли си, он вика не. Прашањето е кои очекувања ги имале луѓето доколку Јован кажал дека тој е Илија, најавениот Илија во Малахија. Джордан Питерсон, еден од тие популарни ликови денес кој е активно вклучен во јавниот дискурс на темите на нашето секојдневие, иако многу често полемизира, многу полемизирано за многу прашања, но во многу нешта пристапува правилно на прашањето кое често многу поставуваат. Тој обработува многу теми од Библијата и сите го сметат као тој е некој скриен христијанин сега тука. Тој е во овчја кожа, му обратна насока. Он се представува како нехристијанин, ама оди со библиски текстови и на некој начин ги лаже другиве со Библија. И го прашуваат, му го поставуваат прашањето, дали веруваш во Бог? Тој никош до сега го нема одговора на тоа прашање со да или не. Никош. Никогаш до сега, ниту еднаш во неговата колку 20 годишна јавна кариера, го нема одговор на прашањето со да и не. Тој би поставил додатни прашања пред да одговори на тоа прашање. Тој би поставил прашања за уверувањата на оние кои го прашуваат, за мотивите, зошто ме прашуваш? Кои концепции ги имаш кога ќе прашаш Бог? Што мислиш кога ти ги кажеш Бог? Дали е тоа христијанската општо прифатена дефиниција на Бог, што често пати е дуалистичка идеја за Бог, не е христијанска идеја за Бог? Дали тоа е исламскиот концепт за Бог? Дали тоа се однесува на популарното New Age верување дека универзумот е Бог? Кога ќе ме прашаш дали веруваш во Бог, на што мислиш ти? Отприлика така пристапува Джордан Питерсон. Што мислиш ти кога ќе кажеш Бог? На кој Бог зборуваш ти? Во едно плуралистичко општество, секој има своја верзија на тоа кој и што е Бог. И од тие причини, тој принципијално никогаш до сега не одговорил на тоа прашање да или не. Може би, јас спекулирам сега, може би Јован имал една таква битка. Тоа е прашањето на оние кои го прашуваат, го гледа скриениот мотив и очекувањата. И затоа едноставно одговора со не.
бидејќи тој навистина и не е тоа што ти би очекувале од него да биде. Може би тоа е една од опциите. Може би. Шпекулирам. Втора работа, шпекулирам, може би е некаков само заборав. Може би и таа опција е во игра. Јован е толку фокусиран на она што му е доверено, што е тотално несвесен за себе и за своето значење. Неговиот поглед е насочен само кон Месијата, оној заради кого Јован служи цел свој живот. Според мене духовните джинови, оние джинови духовни кои ја држат црквата овде, со својата молитва, со својот живот, со својата светост, оние такви тивките кои со својата вера, како синапово зрно, преместуваат планини, без воопшто да бидат свесни за тоа. Тоа се за мене духовни джинови кои ние ги имаме сега на земјата. Во една друга проповед, јас зборував за едни бабички кои ја држаат црквата во Хрватска, додека живеев таму со молитва, секојдневна молитва. Тоа за мене беа духовните джинови во таа црква. Тотално несвесни за своето значење, за својата големина, за нивната улога, а Господ ги користеше на еден силен начин. Животот во вера станува нивната втора природа. Големите луѓе во верата се толку несвесни за својата големина, што не сваќаат што е толку голема работа. Ти имаат една единствена цел, која е добро сумирана од еден од моравските браќа, кој кажал вака: проповеда го Евангелието, умри и биди заборавен. Тоа е една од речениците на моравските браќа. Проповеда го Евангелието, умри и биди заборавен. Јас не сум важен. Важен е Христос. Може би Јован бил впуштен во еден таков самозаборав. Тој тотално не се ни гледа кој он, самиот себе си. Посветените луѓе на Бога живеат еден живот на самозаборав. Живот на само несвесност, ако можам така да се изразам и да измислам можеби збор, појма неа. Тие воопшто не се свесни за посебноста која се гледа во нив, за светоста која е толку приметна и понекогаш заслепувачка. Нивниот поглед е толку насочен кон Исус, што во целост се изгубиле себе си од перцепцијата. Во голема мера, таквиот живот на Јован го прикажува она што Исус го проповедал како јавен повик за следбеништво на него. Исус вели: кој сака да ме следи, што треба да направи? Прво треба да се одрече од себе си, нека го земе крстот и нека ме следи. Во овој живот на одрекување и умртвување на себе си, ние се ставаме во позиција на самозаборав. Ние забораваме кои сме ние. Не ни важно кои си ти. Но, во таа позиција, ние се ставаме во една спремност да го примиме животот кој Христос го има за нас. Мартурео, сведоштво, мачеништво. Може би сега повеќе смислено тој збор, кој ќе разбераме на еден таков начин. Голем дел од сведоштвото на Јован е тоа кој Јован е, преку пораката која тој ја проповеда. Идентитетските битки паѓаат во вода. Во вирот на тие идентитетски идеологии во тоа време Јован излегува од секоја категорија која ригидно била одредена од групите. Ги имате римјаните, ги имате евреите, ги имате самарјаните, и дури внатре во евреите ги имате садукеите, фарисеите, левитите. Имате еден куп категории во кои можеш да припаѓаш ако сакаш. Ги има јудејците, ги има елините, ги има еленските јудејци, имате разни категории на кои може да припаѓате. Јован не припаѓа ниту во една од нив. Тој е оној другиот, тој е оној различниот, тој е оној кој не може да го ставиш во ниту една категорија. Тој е Јован Крстител. Како може Јован да ги избегне сите тие идентитетски битки и тие идентитетски војни без воопшто да се труди? Јован пред се не го гледа својот идентитет преку одговорот на прашањето кој сум јас, туку преку прашањето која е мојата улога, која е мојата служба, кој е мојот повик. За Јован прашањето кој сум јас не е ни валидно прашање. Тој воопшто него ни перцепира тоа прашање кој сум јас. Што е важно кој сум јас?
Јован вели, прашањето кое треба да ме прашате е, која е мојата улога, која е мојата мисија, која е мојата служба. Целиот идентитет на Јован тече токму преку ова прашање. Не прашањето кој сум јас, туку што правам јас, која е мојата служба. Тој пред се ја гледа својата функција во контекст на Божјата метанаратива, на Божјата голема приказна. Тој е тотално слеп за прашањето кој сум јас. До толку што дури кога е опишан кој е Јован, дури неговиот опис покажува дека тој не смета дека неговиот идентитет зависи од тоа што тој е облечен, затоа што во неговиот опис со што бил облечен со камелски влакна, имал некој, не знам, некој каеш колку да ги држи тие влакна нешто, да не е гол. Што јаде? Тој едал скакулци и див мед, тотално не го интересира тоа. Каде живее? Тој живее некаде во пустината до реката, кој знае кај живеел, не е некое, не знам какво метрополитско место или не знам што. Единствената работа за која тој е загрижен е која е мојата улога во Божјата голема приказна. Дали јас сум верен на Божјиот повик за мојот живот. И како неговото име остави? Јован Крстител. Зошто? Затоа што Крстител не му е презиме, туку е негова улога која тој ја имал на овој свет. Целиот негов идентитет. Тој не го гледа на кој сум јас, од која лоза доаѓам јас. Неговиот татко е од лозата на првосвештениците. Неговиот татко ја добива визијата дека тој служи во храмот еднаш годишно. Тоа е прилично добра улога во општеството да го има. Бидете од лозата на првосвештениците. Тој можел да биде следниот Кајафа. Можел да биде. Но тој себе си се гледа како Јован Крстител. Како гласот од пустината. Човечката грешна природа сака да го изусти она што само Бог може да го изусти. Човекот сака да се представи само на начин на кој само Бог може да се представи. А кога Бог се представува, знаете што кажува Бог? Јас сум. Јас сум. Во нашата бунтовност, ние се трудиме да дојдеме до моментот кој ќе кажам јас сум. Јас сум, погледни ме кој сум јас. Ме потсеќа на Хобитот и патувањето, кога Хобитот Билбо влегува во таа, ако ние знаете приказната, има змеи, има џуџуња, има хобит, има волшебник кој одат во планината, каде што има многу злато, во која планина влегува змеј, кој ужива во златото и го чува со својот живот. И влегува внатре Хобитот и го гледа Смауг, се вика змејат. И змејот вика, што бараш овде? Хобитот доаѓа уствари да го украде тоа што е највредно од тоа злато, но го лаже змејот, му вика, дојдов, од страна вика, дојдов да те видам тебе колку си голем и величествен. И Смауг ги станува, зима позиција, ги шири крилјата, онака, секој има фотопоза, видите, има кога се сликна, штранг, танк, нели? Така и Смауг, танк, со крилјата ги шири и вика, што велиш се за мене? Како сум јас? Јас сум Смауг. Јас сум змејот. Оној кој е страф и трепет за луѓето. Во нашата бунтовност, луѓето сака да ги изусат тие зборови, да кажат јас сум. Тоа сака Адам и Ева да го направат, тоа сака вавилонците да го направат, тоа сака секое човечко срце да го направи. Сепак, човекот не е создаден да биде идентитет сам за себе. Човечката природа процветува во еден различен контекст, затоа што е создадена за еден различен контекст. Човечката природа процветува само во заедништво. Прво во заедништво со Бог и во заедништво со ближниот. И да бидам по-јасен. Човечката природа процветува во службата за Бог и во службата за ближниот. Тука процветува човечката природа. Јован е Јован Крстител, затоа што имаше служба кон Бог и служба кон ближниот. Јован вели,
Јас не сум пророкот, јас не сум Месијата, јас не сум Илија. Јас сум гласот од пустината. Јован Крстител дури и прекратко го носи не е резултат на некој статус, како што реков, кој го наследил, или образование кој го стекнал, туку службата која ја извршувал Јован Крстител, функцијата, тој опишува неговата служба која ја има. Јован кажува, како што кажав, не сум, тој прво расчисал тоа со тоа кој не е, но во следниот дел од текстот, од 29 до 34, Јован заклучува кој тој е. Изјавата во текот на 19 до 29 стих не е комплетна на Јован. Јован вели, јас крштам со вода. И некако не остава да висиме. Останува недоречен во овој дел. Неговата изјава е комплетна во моментот кога го среќава Исус за прв пат. Во 29 до 34 стих. Единствено кога ќе го сретнеш Исус, вистински ја гледаш неговата целосна слика, но во тој момент можеш и целосно да се разбереш и себе си. Јован вели за себе, јас крштевам со вода, тоа сум јас, тоа е мојата служба, јас сум Јован Крстител. Но Исус, оној кој доаѓа после мене, крштева со Светиот Дух. Моето крштение е символ на оно што Исус вистински го прави. Мојата светлина не е светлина од мене, туку мојата светлина е само рефлексија на неговата светлина. Мојата порека е само еден разглас, тоа не е моја порака. Јас сум само гласот од пустината која разгласува неговата порака. Јас имам служба. Јас имам улога. Неговото крштение го навестуваше крштението на Исус. Неговата служба беше рефлексија на вистинската служба која имаше Исус, која следеше понатаму. Јован ќе каже во вториот дел од 30 до 34 стих вели вака: овој е оној за кого реков, по мене доаѓа човек кој е пред мене, бидејќи беше пред мене. Јас не го познава, вели Јован, но дојдов да крштевам со вода, за тој да му биде објавен на Израел. Јован посведочи, повторно во избор, посведочи велејки, го видов духот како слегува од небото, како гулап и остана над него. Јас не го познавав, но оној што ме прати да крштам со вода, тој ми рече, врз кого ќе видиш дека духот слегува и дека останува над него. Тој е оној што ќе крштава со Светиот Дух. Јас видов и посведочив дека тој е Синот Божи. Тоа е сведоштвото на Јован. Моето прашање за секој од нас е, за почетокот на оваа година, кое е твоето сведоштво? Кое е твоето сведоштво? Дали се уште го градиш твоето царство? Дали се уште го градиш царството, на твоето замислено царство на јас сум? Кое е твоето сведоштво? Јас сум. Дали се уште најважното прашање во твојот живот е кој сум јас? Изворот на сета твоја анксиозност, на сите стравови, на сето неспиење, на сета депресија, на сиот немир. Прашањето кој сум јас? Дали те прогонува тоа прашање? По принципот на Јован, пред да одговориме на тоа кој ние сме, треба да одговориме на тоа кој ние не сме. Да се подсетиме кој ние не сме. Може ли? Да се подсетиме само. Зашто понекогаш забораваме. Понекогаш забораваме кој ние не сме. Прво, јас не сум доволен. Јас не сум доволен сам по себе. Да се подсетиме само. Јас не сум доволен. За вас не знам. Јас не сум. Јас не сум целосен ако сум сам со себе. Не сум целосен. Можам да се обидам. Можам да се трудам. Да дадам се од себе. Јас не сум целосен. Јас немам силата, ги немам сите одговори. Не сум извор на многу нешта. Ќе дојдат луѓе, искрено ќе кажам како пастор, ќе очекуваат од мене не знам што се. Јас не сум изворот. Јас за себе не сум доволен. Јас за себе не сум изворот. Камо ли за другите околу мене. Јас не сум изворот. Не си ни ти изворот на нештата. Не си. Не си. Немаш таков притисок. Јас не сум праведен. Јас верувам во Господ. Јас се уште сум грешен. Јас не сум праведен. Не сум спасител на себе. Јас не можам да се спасам. Не сум спасител. Не сум стандардно за свет. Може би понекогаш го чувствувам тој притисок дека светот гледа, цел свет гледа во мене.
Јас да бидам стандардот, не сум јас стандардот. Јас сум една многу искривена слика од тоа што треба да бидам. И се молам секој ден да растам во сликата на мојот Спасител Исус Христос. Секојдневна борба, секојдневно умртвување, секојдневно распнување на тоа кој сум јас, за да можам да го следам Христос. Не сум дури не она што луѓето мислат дека сум. Имам толку многу скршеност во мене, толку многу немир во мене, толку недореченост, толку прашање, толку незадоволство, толку кајање, толку стравови. Самото прашање кој сум јас открива плејада идентитети во мене, кои превираат од внатре. Кој треба да бидам денеска? Кога ги застанам од сабајле на огледало, кој треба да бидам денеска? Добар татко да бидам добар сопруг, да бидам добар пастор, да бидам што? Кој треба да бидам денес јас? Кој шеше да го оставам? Како да го поминам денот? Може би правилниот одговор на прашањето кој сум јас не може да се најде од внатре во нас, бидејќи одговорот на тоа прашање доаѓа од надвор. Како и Јован, ние ќе можеме да го најдеме одговорот на тоа прашање во моментот кога ќе го сретнеме Исус. Само тогаш. Дури Јован, мако трпно работи целиот свој живот, си кава, јас работам за, јас го припремам патот за него, но јас не го познавав, додека не го сретнав. Но кога го сретнав, веќе можам да последочам. Тој е тој. Тој е оној кој ме комплетира мене. Тој е оној кој ми помага на мене. Тој е оној кој ќе ми помогне да требам понатаму. Тој е исполнување на сета моја надеж, на сите мои копнежи, на сите решението на сите мој немир, на сите мои стравови. Јас не сум доволен. Ме прашувате дали сум јас Месијата, дали сум пророкот, дали сум Илија. Ништо од тоа не сум јас. Јас сум само еден глас кој вика од пустината. За некој кој уште не сум го ни сретнал, но кога го сретнав, знам кој е тој. Тој е одговорот на сите мои прашања, на сите мои стравови. Исус, кој ќе разбереме во тој момент дека бил задоволување на нашите најдлабоки главоки копнежи и не поканува да бидеме дел од неговата приказна. Јован одговора на прашањето кој си ти, одговорот јас сум глас од пустината. Нашата љубов е рефлексија на Божјата љубов, нашата служба е рефлексија на Божјата служба, нашата радост во црква е рефлексија на Божјата радост. Може да дојдете. Дали мојот живот е таков? Дали таа втора природа во мене е толку соединета со мене, самиот што станувам тотално несвесен за себе кој сум јас? Дали таа втора природа во која Господ мене повикува е толку соединета со мене што јас сум тотално несвесен кој сум јас? Не постои идентитет надвор од Бог кој ќе го залепиш на тебе, а кој ќе ти даде целовитост и комплетност. Може да се обидуваш без Бог да го изградиш твоето јас сум. Нема шанси. Слушност, тајната на твоите идентитет се наоѓа во мандатот и службата кои ти се поверени од Бог. И на секој човечко битие од самиот почеток. Создадени на Божи образ, тоа сме јас и ти. На Божја слика, тоа сме јас и ти. Ние носиме нечи образ, ние не сме комплетни без Бог. Може да се обидиме, но не сме. Нашата природа може само да рефлектира. Во контекст на тоа, како ти си создаден, постои само функција, или подобро да кажем служба, која едноставно ќе те донесе до живот, кој е исполнет, живот во изобилство и служба, кој го открива твојот посебен идентитет и одговорот на прашањето кој сум јас? Се прашуваш кој сум јас? Слушни го Божиот глас на што те повикува. Каква служба Бог ти доверува? Каков мандат Господ ти дава сега? Не бега од тоа. Не бега од таа служба која Господ ти ја доверува, затоа што таа служба ќе стане одговорот на тоа суштинско прашање со кое се бориш цел живот. Кој сум јас? Кој сум јас? Има една стара песна вика:
Кога ме викаш, како една молитва кога го окрена. Кога ме викаш, се огледувам кој си ти и се огледувам кој треба да бидам јас. Дали одговараме на Божиот повик, на Божиот глас, за тоа да разбереме кој треба да бидеме ние сега овде на оваа земја. Службата да се биде средство на одредена повисока цел е почетокот на откривањето на тоа кој сум јас. Да биде средство за одредена Божја цел. Дали си средство за одредена Божја цел? Ти не си цел сама по себе. Ти може да би само средство за Божјата цел. Ние едноставно можеме да ја рефлектираме Божјата природа преку службата и мисијата која ни е доверена. Но тоа не е крајот на приказната. Зашто приказната не завршува овде на земјата во овој контекст. Тоа Господ преку новата благодат го воскреснува во новиот живот. И како што вели апостол Павле, тогаш лице во лице ќе го спознаеме и него, но ќе се спознаеме и себе си. Тогаш ќе го дознаеме нашиот вистински идентитет, ќе го спознаеме во целост, дека ние сме Божи деца, создадени за вечноста, создадени за вечност со него. Што рефлектираш ти сега во овој момент? Која служба произлегува од тебе и за која цел?